овие супстанции се врзуваат на местото на самиот хормон, со што го блокираат. На рецепторот. Да, на самиот рецептор, со што го блокираат хормонот, да може да се да обави својата функција, или пак ја амплифицираат, односно дополнително многу повеќе го стимулираат ендокриното ткиво за да делува. Што значи дека прават комплетен хормонски дисбаланс на нашиот ендокрин систем и може да направат низа на проблеми, вклучително и неплодност. Ние исто така препорачуваме на нашите пациенти каде што имаме поголем процент од 15% на ДНК фрагментација и зголемен оксидоредукцијски стрес, честа, односно секојдневна ејакулација. Со честата ејакулација го намалува процентот на ДНК фрагментација на спермата и го намалува оксидоредукцијскиот стрес на спермата. Сепак едно конкретно медицинско прашање, кои витамини да ги пие? Да, апсолутно советуваме суплементарна терапија, меѓутоа примерно треба да се посветиме на овие фактори. Баш како суплементација на еден здрав начин на живот. Да. И овој подкаст го посветуваме на нивното височинство тестиси, за обезноста, егојазноста, надбришните влијанија и инферилитетот кај мажите, со доктор ендокринолог Марија Илиевска и доктор гинеколог Татјана Гуржанова. Тема која мислам дека ќе ви го задржи вниманието. Докторке, да почнеме првин од обезноста. Мажите обично не патат од вишок на килограми, тоа го ставаат на нас жените, меѓутоа колку може обезноста или гајазноста да влие врз машкиот инфертилитет? Апсолутно. Тема која што не само нас жените не таргетира, туку и машката популација сега веќе во 21 век, мислам дека се повеќе од мажите и се свесни за самиот изглед, меѓутоа не само од визуелен аспект, денеска ќе говориме и нормално за здравствениот аспект на обезноста и како таа влие на машкото здравје. Од претходните подкасти, нели, обезноста се е дефинирана најмногу за почеток со таа BMI алатка, каде што ги внесуваме вредностите на тежината и на висината на пациентот и добиваме на вредност според која што ние ги класифицираме пациентите дали се наоѓаат во фаза на дебелина или прекумерна телесна тежина. Body mass index, он е популарен. Body mass index, ако е тој над 30, тогаш станува збор за категорија дебелина, меѓу 25 и 30 станува збор за прекумерна телесна тежина. Студиите покажале колку е повисок овој BMI, односно вредноста на BMI, е обратно пропорционално, односно се намалува квалитетот на спермата, односно сперматозоидите им се нарушува подвижноста, се намалува нивниот број, но и квалитетот, бидејќи обезноста е тесно поврзана со ДНК фрагментација. Така што многу популарно да испитување кој што и ние го препорачуваме. Спермограм со испитување на ДНК фрагментација. Значи дебелината влијае на зголемување на ДНК фрагментација. Да, студии го покажале, така што дефинитивно кај одредени парови, односно мажи, е неопходно да се направи детално испитување во тој правец. Што тоа се случува? Значи има повеќе фактори кои што влијаат на овој процес. Првично, самата дебелина и масното ткиво е своевиден ендокрин орган. Тој во него вклучува еден познат ензим, тоа се вика ароматаза, и тој е многу важен бидејќи прави конверзија, односно премин на тестостеронот, нели хормон кој што типично има високи вредности кај мажите, и овие хормони преминуваат од тестостерон во естрадиол, односно тип естроген, кој што типично, нели, естрогените имаат високо ниво кај жените. Што значи се дека метаморфозира во жен. Што значи дека да, имаме, можеби тоа е многу силно да се каже, меѓутоа имаме повисоки нивоа на естрогени кај обезните мажи и тоа влие на повеќе аспекти. Прво, делува на хипофизата, значи се отворена друга спрега каде што ФСХ и ЛХ понатаму ќе го намалат своето дејство на тестисите, ќе го намалат дополнително тестостеронот, ќе ја компрометираат сперматогенезата, но самото намалување на тестостеронот како директно, така и индиректно дополнително доведува до еректилна дисфункција, до намалување на либидото, така што обезните мажи сериозно се со поголем предизвик за постигнување на концепција компарирано со оние мажи кои што нели немаат проблем на ова ниво.
Дополнително самото масно ткиво е еден изолатор, бидејќи кога имаме морбидна обезност, па и обезност која што не спаѓа во морбидна категорија, тие масни Наслови. акумулации точно прават дополнително затоплување на тестисите, како што знаеме, тестисите не сакаат висока температура и дополнително тука имаме оштетување на Како да се им стави сперматогенезата. Па да, ги Облечени облечуваш на тестисите во масно ткиво. Во масно ткиво и апсолутно Од околи, тоа од штети меѓуножието, да. на плодноста на мажот и апсолутно дека самата обезност е еден своевиден стрес, односно како хронично воспаление го доживува организмот и прави И акумулација прави на точно, слободни обезноста прави хронична инфламација кај сите. прави акумулација на тие слободни радикали и заедно со ендокрините дизруптори, тоа се соединенија на кои што сите ние сме експонирани, дополнително ја нарушува машката плодност. Дали има обратно мажи кои се анорексични, да речем, имаат дефицит на килажа, да имаат проблем некој, тако нешто не постои? Генерално анорексични мажи далеко помалку ние ги среќаваме тие случаи компарирано кај женскиот пол. Меѓутоа секако дека ни намаленото прекумерно ниво на телесната тежина нема да има позитивен ефект, бидејќи самите масти, доколку се изолирани во поглед на внесот на исхраната, нема да има доволно за да се создаваат квалитетни хормони. Иако во клиничката пракса не е многу ретко такви случаи Кај гледаме. мажите толку не е, пошто масното ткиво е тоа што кај жената дава информација до мозокот, има масно ткиво, има доволно храна, може да носи дете. А кај мажите може да е цел лин мускулатура, да е масното ткиво помалце дури од 22% и односно помалку од 20% и да биде плоден, да е вакво. Но тоа се многу ретки сега кои што се обично и спортисти, и све, но најчесто кога доваѓаат мажи што се underweight, што имаат низок body mass index, тоа го имам приметено од својата клиничка пракса. Тоа се обично страстни пушачи, кои што доаѓаат да бараат помош за инфертилитет на парот, каде што е засегнати машката репродуктивна способност. И најчесто такви underweight мажи се страстни пушачи, заради тоа што цигарата, кога е цигара и кафе, едноставно немаш потреба за храна, ти го заситува, ти го окупира центарот за апетит. А цигарата сама по себе има докажано, со студии, не само никотинот, туку и катраните, докажано со студии директно намалување на бројот, подвижноста, посебно морфологијата на сперматозоидите, односно популарното олигоастено тератозооспермија. Тоа е една докажана животна намален број, намалена подвижност и зголемен процент на ненормален изглед на сперматозидите. И пошто многу студии се врзани, се вртат околу цигарите, конзумирањето на цигари, многу студии укажуваат на директен линк помеѓу конзумирање на цигари и во зависност од тоа колку е број. Изгледаат малку поинаку, никотински сперматозоиди. Изгледаат малце поинаку со машкиот инфертилитет. Исто така кај мажите е докажано негативно влијание на зголемено внесување на кофеин. На кофеинот кај жените е позитивен, кафето кај жената делува позитивно на незиниот репродуктивен капацитет, заради тоа што кафето е дали заради тоа што жените повеќе пијат онакво класично, обично, популарно кажано турско кафе, кое што се покажа дека е поприродно и побогато со антиоксиданти, за разлика оние мажи кои што се страстни пушачи конзумираат повеќе кафиња обработени, кои што се лишени од антиоксидантите, заради тоа што се многу обработени за да бидат во оној облик на инстант, брзо правење на кафе и конзумирање на кафе. Така да докажана студија, голема студија, интересна многу, каде што се покажа дека кофеинот, повеќе од 3 кафиња на ден, кај мажите имаше директна негативна директен негативен ефект на сперматогенезата,
а кај жените повеќе од 3 кафиња, директен позитивен ефект врз квалитетот на јајните клетки. Значи сепак жените се од Венера, мажите се од Марс, толку се различни. Тоа што би дефинитивно. рекол доктор Варгрев. Така што мажи варат им кафења на жените, а вие немате да пиете. Точно така. И немој да пушите. Така е. Докторка, надворешните влијанија, ако ја исцрпевме оваа тема обяснели за обезноста. Па мислам дека не ја исцрпивме. Мислам дека има има уште да кажеме и сега. Не може уште многу да го зборуваме, меѓутоа Да не ги сплашиме мажите. Дефинитивно треба да се подигне свеста дека треба да обрнат внимание. Точно така. Не е страв, туку подигнување на свест. Бидејќи самата обезност сме говореле во претходните емисии кои што беа посветени на обезноста, е ризик не само за инфертилитетот, е за ризик за многу други заболувања, поврзана е со малигни заболувања, со развој на дијабетес, кој што дополнително може да го влоши моментот на инфертилитет, така што дефинитивно треба да има промена на животниот стил, меѓутоа како што напоменавте, не е само до исхраната. Не е само до корекција на и оставање на цигарите, алкохолот исто така би го споменала и би се надоврзила дека апсолутно негативно влијае на квалитетот на сперматозоидите, така што и тоа треба да се сведе на минимум, но за кој што би проговорила и би сакала да се подигне свесноста, можеби подетално би елаборирале во некои од другите епизоди, е присуството и негативниот ефект на ендокрини дисруптори. Тоа многу страшно и моќно звучи. Сега малку ќе појаснам за нашите следачи. Тоа се супстанции кои што може да бидат најдени природно, нели околу нас во природата, но најголем дел од нив се вештачки создадени од човекот. Дури се смета дека 85.000 супстанции се формирани нели од човекот, а докажани се најмалку 1000 како ендокрини дисруптори. Што значи тоа? 85.000. Дека 1000 такви супстанции кои што секојдневно нас не обкружуваат, се мешаат со улогата на ендокриниот систем. Знаеме дека ендокриниот систем се состои од ендокрини жлезди кои што лачат хормони и тие си имаат одредена улога. Секој од тие хормони најчесто делуваат на тој начин што хормоните се поврзуваат на рецепторот и го обавуваат своето дејство. Но овие супстанции се врзуваат на местото на самиот хормон, со што го блокираат. На рецепторот. Да, на самиот рецептор, со што го блокираат хормонот, да може да се да обави својата функција, или пак ја амплифицираат, односно дополнително многу повеќе го стимулираат ендокриното ткиво за да делува. Што значи дека прават комплетен хормонски дисбаланс на нашиот ендокрин систем и може да направат низа на проблеми, вклучително и неплодност. Ова особено доаѓа до израз кај мажите и голем број на студии покажале дека овие ендокрини дисруптори се поврзани со машкиот инфертилитет и сега нормално дека во интерес на времето нема да ги обработуваме сите 1000, меѓутоа јас би скренала внимание, да. Прво е тука фталатите, тоа се соединенија кои што буквално ги има во секој тип на козметика. Козметиката, нели, кога ја говориме, зборуваме повеќе за женскиот пол, ние, нели, употребуваме голем број на продукти на нас, меѓутоа 21 промени. Точно, 21 век сме и апсолутно, значи, овие супстанции ги има во пената за бричење, во шампунот, во сапуните кои што ги користиме, геловите за туширање, во шминката ги има буквално во, нели, ако го говориме за женскиот. И мажите имаат и дневна и ноќна крема, само и тоа да знаеш. Тоа, значи, заштита за, нели, крема за заштита за сонце, значи, сепак, мислам, мажите апсолутно се експонирани, ние жените можеби за нијанса повеќе, меѓутоа, кога ние ќе размислиме колку акумулативно ставаме на нашата кожа, што е најголем орган на човековото тело, од овие супстанции и тие пенетрираат, односно влегуваат во нашиот организам, тоа е навистина едно кумулативно дејство на овие честички. Голем број на овие честички се наоѓаат и во средствата за чистење и хигиена на домот. Ги има и во вештачките освежувачи кои што нели природно создаваат пријатен мирис, меѓутоа апсолутно се токсични и можат да бидат ендокрини дисруптори. Парфемите, дезодорансите исто така изобилуваат со овие состојки. Исто така има друг тип на соединение, бисфенол А, кратенката е БПА, кое што ги има практично во сите пластични амбалажи, ги има во
секоја пластика од аспект на пластични шишиња, пластични садови, дури ги има во изобилство во детските играчки. Сега ова нели е можеби тема за машки инфертилитет, меѓутоа би апелирала за сите млади родители кои што имаат нели деца, кои што имаат нели пластични играчки во нивниот дом, посебно на наше поднеби каде што нема нели комплетна регулатива за тоа каков тип на пластика се доаѓа кај нас. Тоа апсолутно е страшен ендокрин дисруптор за развојот на ендокриниот систем на детето. Имаше и скандали некаде во некои држави нели за производи од Кина. И навистина, мислам и со детските педиатри ендокринолози сме сведоци дека има многу голема ендокрина дисрупција. А истата ендокрина дисрупција се прави и кај адултните лица, значи кај возрастните, не во таа мера како кај децата, бидејќи тие се во раст и развој, меѓутоа ете ќе се манифестира како инфертилитет како кај жената, така и кај мажот. Да, со кои најмногу железди, нели, на кои железди најмногу, односно кои хормони најчесто мимикрија прават, најчесто ги имитираат? Генерално зависи нели за дали кој тип ксеноестрогените, нели како естрогени што нормално дека кај мажот ќе делува многу неповолно, посебно врз сперматогенезата. Значи туку дали на другите да делува железди? Генерално гонадалните железди се најафектирани. И меѓутоа и другите железди апсолутно може да бидат афектирани од овој дисбаланс, но гонадалните железди знаеме дека навистина доста се интерферира во нивната функција. Исто така, оние садови кои што ги користиме за готвење изобилуваат со соединенија кои што при покачена температура кога ќе се готви храната навлегуваат во самата храна и се советува. Најчесто се советува тави кои што се железни или иноксни да се употребуваат при готвењето, значи тие кои што се керамички или тефлонски да се избегнуваат. Значи сега најпопуларните тави ние треба да ги според од ендокринолошки аспект и како аспект на ендокрини дисруптори, апсолутно дека треба да се внимава и да се обрнува внимание што се користи. Значи ова се можеби многу информации, го има исто така и во мебелот. Интересни информации. Кои што особено кога е нов, кога го имаме во домот, континуирано испушта честички во воздухот, кои што ние тоа е убав мирис на нов мебел. Точно, ние сме стрикни дека имаме убав мирис на нов мебел, меѓутоа токму тој мирис ни укажува дека всушност нешто ние мирисаме и тие честички се апсолутно штетни за нас и голем број од нив се ендокрини дисруптори, така што тоа е навистина едно семејство на соединенија од кои што ние не можеме да избегаме, меѓутоа и тоа како може да го намалиме нивното присуство кај нас. Можеби ќе треба поголем фокус да се посвети внимание да читаме точно какви состојки има во секојдневните продукти кои што ги употребуваме, меѓутоа верувајте дека сега ако се вложи време за да знаеме некоја состојка или некој производ кој што долготрајно ние го користиме, каков тип на состојки има, кога ќе видиме дека ние тој производ долгорочно го користиме и има акумулативно дејство на овие соединенија, апсолутно вреди да го вложиме вниманието, да избериме производи кои што нели се квалитетни, кои што имаат најмалку ендокрини дисруптори од овој тип, се со цел да си го заштитиме. Значи да се избегне пластика, да се избегне тефлон, дури овие најновите што се како од камен, вулкански камен, како се викаат? Сега тоа зависи, мислам треба да се чита производител, значи сепак да е тоа сертифициран производител, кој што ќе има најверојатно и глазура тие од озгора за заштита, значи да се види. Тоа се може би технички пластиката работи, да се избегнува најмногу. Кратиме на дрво и на стакло, да се поедноставиме, да се апсолутно да се поедноставиме. Мислам дека се искомплициравме во многу погрешен правец. А овие сите дисруптори, можам само да се надоврзам дека кој што е надвор од темата за инфертилитет, но сепак битна за секого, дека тие дисруптори, хормонски дисруптори кои што се врзуваат за рецепторите за кои што треба да се врзат природните хормони од нашите жлезди, се обично со многу, како што кажам, амплифицирано дејство и многу посилно дејство на природните хормони и со тоа да прават имаат и анаболен ефект поради тоа и да поддржат и да потпомогнат во раст на малигни заболувања кои што се хормон зависни. И потоа се чудиме зошто се појавува малигно заболување во семејство кое што не е генетски оптеретено
со Да, и да одредени се малигни по заболувања, помала а настануваат поради овие надворешни ендокрини дисруптори. Значи, нашите баби, сега кога подсетив се вратиме филм, кадата ја чистеше со кора од лимун, стако со ракија, значи не Со биле оцет. најмни, Со со оцет, оцет. ракија, со алкохол, со нешто, дури и косите ги миле со дождовница, и сега со дождовница ако измиеш косата ќе ти падне истиот момент. Да, сега тоа го има само во песните, дека Така е. Така што поедноставниот живот, буквално треба да се вратиме да живееме како амиши. Кај нив нема и фертилитетски амиши. Затоа нема студии, немам налетано на студија, меѓутоа верувам дека не е Значи, баш потребно, треба сигурно, да се сигурно тргнеме поздрава од, живеат. ова. Па во принцип, нели, како вицот со рибарот, оние луѓе кои што достигнуваат до одредено ниво на финансиска несигурност, дури и сигурност, не несигурност, ние сме во финансиска несигурност, туку во финансиска сигурност, па дури изобилие, точно се враќаат на многу едноставен начин на живот. Да, значи сода бикарбона наместо дезодоранс. Значи точно баш така, многу едноставен начин на живот. Они, значи користење на природни бакво препарати, користење, водење на едноставен живот, заради тоа што тогаш може да си го дозволат, нели? Тогаш се во мир. Ние сите сме во немир. Значи, Ние виновни немирот се ни прави да правиме, да купуваме све и свашта, секакви глупости сега, нели? Пластика секој ден, понека пластика купуваме и носиме по дома. Да, Да. не ги рекламирам сега производите, кога ги спомешаме тоа вулканска ерупција. Да, еве сега дури ме замисли, мене цела кујна ми е со Со сите може ни Не, се и радуваме, па и да. цел Пазарот, цел ајде, дом чисти. наш е апсолутно експониран на тие чистеле ендокрини баш дисруптори. носа. Значи, ние влегуваме, место да се чувствуваме сигурни, во суштина влегуваме во домот и тој не убива. Ние сме токсични. Истото и, ете, би се надоврзала и теписите кои што ги употребуваме, доколку не се одоволна, нели, и предходната не се. емисија, предходната емисија нели дискутиравме за микропластиката, тие континуирано секое триење исфрлуваат микрочестички во воздухот и тоа што го ние дишеме апсолутно може да игра улога на ендокрин дисруптор, значи да го наруши нашиот ендокрин систем, доколку континуирано нели се експонираме на тие честички и да Не само предизвика тоа, низ- и таа микропластика се таложи во телото, во органите, заради тоа што клетките не ја метаболизираат и тоа таложење понатака може и да прави дегенерација на органите, посебно неуродегенерациите се исто така врзани за тие честици, како што Да, да. докторката во една од емисиите претходно кажа дека многу неуродегенеративни болести се врзани токму за овие микропластики кои што се таложат, кои што се ситни, мали, можат секаде да продрат и кои што телото не може да ги не знае, нема начин, се уште не сме еволуирани да ги метаболизираме и токму поради тоа настануваат многу болести, многу онколошки, инфертилитетот иста е една од болестите на човештвото во подем, токму поради надворешните влијанија, бакваш во подем заедно со онколошките заболувања, заедно со неуродегенеративните заболувања, кои што ги врзуваат со староста, со до зголемување на должината на животот, но не е така, туку тоа е заради штетното влијание на надворешната средина врз нас и токму поради тоа ние и ќе продолжиме да говориме на оваа тема заради тоа што треба да се подигне свеста, затоа што има начини како тоа да се смени. Ако станеме живи после све што скушнавме. Да, да, а Загаде значи има воздух, начини ендокрин како да дисруптори. направиме малце реврс. Мислам дека и она конзумерство не прави да има побарување на нови, ефтини предмети кои што се прават Клучното од е ефтино, да, бидејќи да. обично квалитетниот материјал вреди повеќе, а конзумеризмот но не се задоволуваме со едно, ние сакаме да точно, имаме многу. конзумеризмот е нашата клетва. Нашата клетва точно така. Ајде кога зборуваме за надворешни фактори и за инфертилитетот кај мажите, да разбиеме некои од митовите. Во порано бевем тоа се слушаше дека мажи кои носат тесна облека, тесни фармерки, може да предизвикаат механичка повреда на тестисите или нешто, можеби Топлина. Да, право сте. Да. Клучниот момент е не може би механичка повреда, туку топлината. Самата тесна облека, природно нели тестисите не се блиску до телото, тие со цел се во таа Надвор, скротална да. кеса, надвор од абдоминалната празнина или во близина на абдоминалната празнина, бидејќи самите тестиси не сакаат не ја сакаат таа потопла температура. Ета, Со да, и самиот топлината, момент- да, и топлината прави ненормален изглед на сперматозоидите.
токму и топлината го прави. Така што Тие се апсолутно Извитоперени од дека топлина. самата тесна облека прави тие тестиси да се поблиску до телото, условно речено, и се зголемува топлината и како што кажавте, може да има Живее ковбојците нарушување. од дивиот запад со джинс генерација, нели, таму нема здрави сперматозоиди, овие Не, бедуините јас со широки жузеландра, Мислам дека е имало здрави сперматозоиди и таа. мала шега. Немало ендокрини диструптори. Не, бравос. Да, не. се сменија времињата. Значи све заедно си влијае едно со друго. Да, говоревме за загадениот воздух, за микропластиката, ендокрините диструптори, така што кога ќе се прашуваме од каде се болестите, зошто инфертилитетот е на висина едно високо ниво, генерално мултифакторилен е проблемот, меѓутоа не е дека немаме објаснување. Значи, Има сепак- објаснување и може да го повеќе намалиме, не можеме да го отстраниме, но може да го намалиме. Точно. Да се го подигнува намалиме. свеста, разумно да купуваме, да знаеме што купуваме, да бидеме едуцирани, да читаме пред да избереме кој продукт ќе го ставиме на кожата или ќе го потребиме, ќе го внесеме во нашиот дом, бидејќи секое внесување на продукт кој што чисто потекло не знаеме од каде, ние тоа го вдишуваме или дискретно го ингестираме, што значи дека сами на себе си штетиме. Да, поради тоа што нема волја за намалување на загадувањето на воздухот и помалку воздух да дишаме, така е. помалку да Уште да едно внесуваме воздух, да. Митско прашање може би за уролог, меѓутоа дали мажот ако има редовен сексуален однос, значи празнење на тестисите, може да превенира канцер на простата? Дали има врска едно со Па друго или е мит? генерално ако има долготрајна абстиненција, нели тоа не е поволно ниту за квалитетот на самата сперма, а има студии кои што поврзуваат дека континуираното, односно таа честа сексуална активност и редовна сексуална активност секако дека е со поголем бенефит компарирано доколку имаме подолготрајни абстиненции. Ние исто така препорачуваме на нашите пациенти каде што имаме поголем процент од 15% на ДНК фрагментација и зголемен оксидоредукциски стрес, честа, односно секојдневна ејакулација. Заради тоа што секојдневната ејакулација е најдобар начин да се намали покрај другите, ако нема ништо друго дијагностицирано како обезност или страстно пушење, ако е тоа релативно здрав човек кој што е изложен само на ендокрини диструптори и тука тоа не може да го смени, дека со честата ејакулација го намалува процентот на ДНК фрагментација на спермата и го намалува оксидоредукцискиот стрес на спермата. И тука би се надоврзала едно прашање кон докторката. Најчесто прашање од моите пациенти, пошто јас сепак сум гинеколог и повеќе се занимавам со жената, иако ние гинеколози, специјалистите во репродуктивна медицина, се занимаваме со парот. Но едно од најчестите прашања кај машкиот партнер каде што има некаква засегнатост на спермаграмот. Кои витамини да ги пие? Да. Кои витамини да ги пие? И едно апче по можности. Све да има во тоа едно апче, но еве сепак едно конкретно медицинско прашање, кои витамини да ги пие? Апсолутно, нели, знаеме дека одредени суплементи може да го подобрат квалитетот на спермограмот, меѓутоа Што да не прават? Да, доколку не се коригира животниот начин на животот, животниот стил, нели, начинот на исхрана, доколку немаме здрава исхрана, со квалитетен сон, тој циркадијален ритам да се запази, значи да имаме здрав сон од 8 часа во текот на ноќта, да имаме физичка активност, намалување и комплетно отстранување на пушењето и конзумирањето на алкохол, ниеден суплемент на светот нема да го замени да ги замени сите овие компоненти, така што да, апсолутно советуваме суплементарна терапија, меѓутоа примарно треба да се посветиме на овие фактори. Баш како суплементација на еден здрав начин на живот. Да. И тоа веројатно е со повисоки дози на витамини, минерали, но и на одредени аминокиселини и на доста поголема концентрација и разновидни антиоксиданти во тој препарат со кој што би се третирал машкиот инфертилитет. Откако им кажавме дека никотинот е штетен, сега само што им кажеме да не пијат алкохол, мислам дека ќе го исклучат. Да, а во една од наредните емисии ние точно ќе кажеме колку милиграми од што од кој витамин се препорачува во одреден препарат. Ќе кажат има Б витамин во пивото.
Токму така. Така е. Така што, драги мажи, намалете со прекумерна Тежина, зголемете со еjakulacije, малку балансирано со козметички препарати. Еден добар pH неутрален сапун и вода се доволни. Останете во добро здраве.